Ниските плати не се единствената причина за одливот на медицински персонал од земјава. Лекарите ја напуштаат Македонија бидејќи до работно место се доаѓа исклучиво преку партиска книшка или роднински врски на клиниките. Ова беа реакциите на дел од специјализантите на денешната трибина организирана од Министерството за здравство. Младите лекари бараа одговори од министерот Филипче и премиерот Заев, кога ќе се направат системски промени во здравството. На цела моја наобразба, јас веќе не си ја гледам мојата иднина во ургентен центар, а бидејќи оваа панел дискусија треба да ни каже како да ја бараме перспективата, дали имате идеја 5 хирурзи работат на триажа. И тоа е веќе долги години. Како ние да ја гледаме нашата перспектива тука, и исто сум асистент на медицинскиот факултет, што да им кажувам на нашите студенти, дали да брзаат на часови по германски или да останат да учат. Но доаѓањето до работно место не е единствениот проблем со кој се соочуваат младите лекари. Дел од специјализантите се пожалија дека нивниот труд не се исплаќа соодветно, а на клиниките ги немаат минимум условите за работа. Дали би се преземал некој проект преку нашите ментори и едукатори да они нас ни даваат поише да работиме практична работа, зашто ние како специјализанти на хирургија го имаме тој проблем, не ни даваат доволна практична работа. И дали би можело да се обезбедат одреден број на нови локери, односно шкафчиња, кај што ние ќе можеме да ги чуваме нашите лични работи, зашто ние моментално немаме кај да си ги чуваме личните работи на хирургија. Министерот Филипче, кон кого беа упатени повеќето од прашањата од младите лекари, вети дека владата ќе направи се за да ги задржи овие кадри во земјава. За младиот медицински кадар да остане во земја потребно е јакнење капацитетите на медицинскиот факултет со млад и амбициозен кадар, на кој ќе им се остави простор за младински активизам, студентско ангажирање, воведување на нови програми и содржини, како и поголема соработка со професорите и асистентите. Понатаму, потребно инвестирање во факултетите, во нова и современа опрема, зголемување на фондот на библиотеките, опремување на лаборатории за практицирање медицина, модернизација на едукативниот процес, разменување на искуства и организирање предавања од еминентни странски професори, како и извршување соодветна пракса. Премиерот Заев пак дополни дека владата се залага за покачување на платите на лекарите и според него до 2020 тие ќе изнесуваат над 1000 евра. Ветивме дека до крајот на нашиот мандат платите на здравствените работници ќе бидат двојно зголемени. До 2020 година, кога дел од вас веќе ќе бидат специјалисти во одредена област, платите на докторите специјалисти во терциерното здравство скалесто ќе се зголемуваат и ќе изнесуваат минимум 100.000 денари, односно 1.600 евра. На трибината организирана од Министерството за здравство насловена "Инвестираме во младите лекари и иднината на здравството во Македонија", дел од младите специјализанти ги пофалија досегашните заложби на власта. Порача и дека е потребно почесто да се организираат вакви трибини на кои гласно ќе се разговара за проблемите и ќе се бара нивно решение.